Почитувани, добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистини. Вечерава со Столе Наумов, Љубиша Николовски, Љужин Фаризи и Виктор Грозданов. Добро дојдовте. Добро вечер. И благодарам што прифативте поканата. Само се смените сценографија и да имате нови, ама сценографијата ви е стара. Ајде, фала многу, сега ќе реновирам и домот, ќе викнам за совети таму. Ти си сега у лоши коши. Ќе започнеме со тоа што беше денеска може една од поважните теми, а тоа е одржаната национална конвенција за ЕУ во собранието и пораките кои што беа таму, практично нешто што го слушаме 20 години назад, потребни се реформи, последниве неколку години потребни се и уставни измени, така натаму нешто слушнато, меѓутоа за прв пат од опозицијата се слушна јасно на ваков голем настан дека и да ги направиме уставните измени, дека тешко дека ќе може да стигнеме како држава во ЕУ, бидејќи немаме реформи практично нигде според нив. Вие се согласувате со тоа? Не бива. Да. Јас мојот став сум кажал милион пати тука дека без странски пуш, без странска поддршка, притисок, бутање, ние нема ништо да завршиме од тие главните задачи. Еве сега година и пол сами сме оставени, извештате до Европската унија, освен некој ако него толкува како злонамерен, деме како сме ги внеле бугарите, ќе бил добар, ќе бил симпатичен, убав, а вака нас 30-35 има формулации за одредени области дека стагнираме, дека не напредуваме за некои области и назадуваме. Значи, тоа е доказ дека мора некој да притиска за да се осмелат овие нашите политичари да направат нешто. И затоа што јас генерално имам став дека има цврсти структури во оваа држава кои што не сакаат, не им одговара Европска унија и тие ќе притискаат, па почнувајќи од бизнисмени, политичари, па до странски служби, филијали на служби во Македонија. Еве, например, секојаш кога ќе се почувствува одреден позитивен момент дека нешто ќе тргне, се случуваат одредени инциденти. Тоа ми мене малку чудно. Јас не сум присталица на теории на заговори и така натаму, меѓутоа очигледно многу посилни, поуспешни се тие кои што сакаат да назадуваме, односно да не напредуваме и да бидат секојаш по знак прашалник тие евроинтеграции, отколку тие кои што искрено сакаат. Добро, меѓутоа кој би бил тој и зошто? Па еве ги кажа се, треба да ги нацртам, па реков бизнисмени затоа што не сакаат конкуренција, не сакаат да бидат тука како еден феуд, да не држат и они самите да бидат. Многу често го слушам во последно време дека практично според некој тоа било главната причина и сега да видиме. Тоа е еден комплот. Меѓутоа на почеток да се договориме кој што ќе биде се. Еве јас да бидам ВМРО, нека биде СДСМ, Виктор. Или ја да бидам Мага. А мора ли да се подели тоа партија? Мага, ја да бидам Трамп, он дека биде Путин. Има фаца на Путин малку така. Малку е голем така, да знае и карате, знае джудо. Баш како Путин се вика исто како син ми, Владимир. Гледаш, Владимир Владимирович, така беше. И вие мислите, господине Грозданов, дека има определени структури демодел оваа тема. Да, и ние не сме многу модерни, така што ќе ја поминеме. Дека има такви структури кои што намерно сака да ја уназад државата, дека не одговара земјата да ги почне преговорите заради кој ќе се раслои скрос на крај заради бизнис интереси. Бизнис интереси, ние не сакаме да прифатиме да ни дојдат странски инвеститори, затоа што некои структури во оваа држава, значи не се тоа бизнисмените, туку кои што се поддржани директно од новинарите, не сака да дојдат гениалци кои што имаат многу пари и, например, јас ги нареков демони на индустријата. Тоа е едното. Ајде да се вратиме во интелектуалната собственост. Демони од Оце Георгиевски го земаат тоа. Значи, да се вратиме во интелектуалната собственост. Тоа е првата точка за која што Македонија е тотално неспремна и не сака да разговара на таа тема, која што го опфаќа и новинарството, и авторските права, и така натаму, и така натаму. Тоа веќе се случува во континуитет. Министерството за култура не работи, инспекторатите не работат и чекаат цело време, чека сега да дојдат странците. Кои странци да дојдат? Овде има луѓе кои што се интелигентни, кои што се паметни, кои што се образовани, имаме научна фела, која што знае да го работи тоа и ние сакаме цело време да ги демонизираме. Што се однесува до тоа дали на нас ни треба конкуренција или не, ќе ви кажам еден пример и тука ќе застанам, нема да говорам на таа тема. Вие имате академик во моментов избран, кој што
во стратегија за изработка за искористување на минерални Кажи му го името суровини. сега, со шифри да збориш сега. Господин Номов, вие не сте водител овде. Значи, во искористување на минералните суровини, го прогласи рудникот Бучим дека е само рудник за бакар. Во меѓувреме, Да не беше ректор на Рударски. значи во меѓувреме, Не, ректор на УГД Штип значи беше. во меѓувреме демонизиравме претходен директор кој што отворил заедно со Киро Глигоров фирма за обработка на злато и ние го крстиме тој рудник дека е само за бакар. Што значи тоа? Дека ние ги подценуваме целата научно-образовна структура во делот на минерални суровини, дека може да докажат дали има само бакар, дали има злато, дали има ретки. Добро, да не одиме сега во случај, во случај шо има врска со треба Европска големата унија? слика сега. Значи, и сега. Со бугарите во уставот, што има врска ова? И сега, Европската унија вас ве гледа, ви ја гледа вашата неспособност и вака помогнати со новинари, ќе ви рече Како да. помогнате со новинари? Не зборам за вас. За мене, за мене. Не, во ред, и тоа ме И вака интересира. помогнати, и они ќе дојдат и ќе ви речат, сега ние да ви помогнеме, сега ние ќе дојдеме да ви кажеме како треба, па они ќе ни кажат колку пари потрошиле во Македонија. Еве, на пример, од 20 милиони евра, знаете колку остануваат во Македонија, што ги потрошиле европски институции или американски? Само 7 до 10%. Ете, тоа е вистината. И сега, ако не се освестиме ние, ако не се обратиме самите на себе си, кој ќе се обратиш сам на себе си, тогаш он ќе ти се приближи. Нема добро зашто сами не се обраќаме на себе. Господинот Мамов има чиста идеја, вели дека сами колку и да се Јас мачиме не кажам- можеме. јас Вие викате кажам- дека има потенцијал, меѓутоа што прави тој потенцијал? Тој потенцијал полека се враќа во игра и полека почнува да не верува во институциите од надворешни институции и нема потреба да влегуваме во теории на заговор дека некои тајни служби тука доаѓаат. Ние сме забавни во мал концепт. Македонија е 25.000 квадратни километри, има 1,5 милион народ. Не 1,800,000. 1,5 милион, толку живеат во Македонија. Тајван има 32.000 квадратни километри, живеат 22 милиони народ. И ние сме интересни као територија и тоа е сега. Добро. Тајван повторно станува интересен во Македонија. Не знам, ајде да не кобам. Околу бугарите во устав и околу потенцијалот, каде што прави тој потенцијал што го спомена околу Виктор? потенцијалот, тој потенцијал поважно во се поголем дел се иселува, не верува веќе, почнува да не верува во оваа држава дека ќе се оправи еден ден. И тој потенцијал и да му даваат шанса, а ретко му даваат шанса затоа што не е толку контролибилен како партиските послушници, не прифаќа, затоа што не сака да си ја стави главата во торба за туги бели дворови да подпишува нешто за кое што не стои или е принуден да направи ако добие некоја функција во Добро, Чаре. Значи, тоа околу со бугарите во устав и да ги внесеме, нема да... Сакам една друга теза да поставам тука. Се зборува одложено. Одложено да го прифатат бугарите со одложено важење на внесот на бугарите во устав и така да се откочат нашите, да се започнат преговорите, да се откочат нашите европски перспективи. И тоа е една, како да ви кажам, една игра до крај да ги соголиме работите за да стане јасно. И тоа не ни врши работа, само алиби ќе ни биде. Зошто? Затоа што, ако се подсетиме наназад, бугарите во устав не е бугарски предлог, туку тоа е еден компромис кој што мислам дека е натурен од странскиот фактор. Бугарите никаде во тие резолуции што ги Како не, апсолутно. сите тие резолуции што ги носе, што беа многу грди за Македонија, не го спомнува тој момент бугарите да бидат. Тоа отпосле настапи. Тоа е фактички нивна одстапка за да може да се откочат процесите. Што сакам да кажам? И да прифатат одложено. И да се случи тоа со -2, -3 при гласањето. Добро. Ништо не ни значи. На крајот на денот нашите интеграции мора да завршат во бугарскиот парламент. Мора сите парламенти да го ратификуваат нашиот влез. Добро, што сега да значи, ако кажете, сакам да кажам, дека ако тоа им е остапка, која што не им прави многу кеф, затоа што историски наназад, не еднаш, туку два пати најмалку им е нудено на бугарите да влезат во устав, не прифатиле. И од времето на Киро Глигоров и 2001-та кој беше ранковниот Времето на договор. Глигоров имаше таков предлог. Не го прифатиле. И 2001-та. Тоа Ѓорчев ги му кажа на неколку пати.
Значи со србите, со сите други да влезат во рамковниот договор, да влезат и бугарите. Не прифатиле со образложение ние не сме малцинство, ние сме народ. И сега зошто ова е остапка и мислам ако не им е на нив целта да влезат бугарите во устав, они може да не блокираат колку сакат затоа што тоа не им значи и не им е цел. Сакам да кажам дека треба да почнеме да преговараме, да ги внесеме не заради Бугарија, туку заради човекови права, заради тоа што 3.500 луѓе тука има во Македонија кои се чувствуваат бугари и како и сите други, и како властите, и како турците, и како србите, заслужуваат дел да бидат од една поширка, како и хрватите, како и словенците. Ајде потоа одиме со Николовски. Да. Значи, ја повторно ќе се вратам на интелектуалната собственост. Значи... Малце сакам да има логичен текст сега. Логичен дискусија, да. Бијќи збориме за бугарите. Добро. Вие имате канали во Бугарија кој што вика Българска песен од Македонија, македонско девојче. Таа е лична песна на Јонче Христоски, кој што е македонец. Има некој да одговори на ова прашање, има некој знае како да го реши овој проблем. Бугарите нема да застанат на оваа приказна. И тоа им е јасно и на оваа власт, и на претходната. Значи, бугарите со нивниот влез. Прво не влегуваат само бугарите, влегуваат сите. И хрватите, значи, и хрвати, и словенци, и египјани. Што мислите кои ќе речат да не престануваат, што мислите дека ќе се случува дека? Они ќе продолжат. Они ќе сакаат да отворат школи овде. Они ќе сакаат да отворат цркви овде. Они ќе сакаат да извршат инвазија врз чувството на македонецот. А од друга страна, како човек, како македонец, им благодарам за нивниот шовинизам. Кажи решение, чаре, не ми врти сега тука. Благодарам за нивниот шовинизам, затоа што само го зајакнува нашиот идентитет. Не мислам така, јас ќе ти кажам зашто не е така. Добро. Само довршете. Од друга страна, бугарите ни се први соседи, кога ние ќе почнеме да разговараме на научно-образовни теми. Сакате од медицина, од електротехника, од рударство, од металургија, од земјоделие, биле многу поразвиени од нас во земјоделието. Кога ќе разговараме прво на такви теми, односно само економија, тогаш ќе можеме да ги продолжиме разговорите. Инаку да знаете, јас сум го критикувал поранешниот претседател на Македонија, господинот Стево Пендаровски, затоа што соодветен бугарин му ја има наметнато темата дека Гоце Делчев бил бугарин, ама се борел за Македонија. Јас точно го знам по име и по презиме, за жал сега покоен, но таа тема не вирее овде во Македонија. Тоа се. Да се вклучиме, поканувам во дебата. Се прашај. Со прашање се согласувате со тоа дека практично да можете. Се согласувате со тоа што го збореше господинот Грозданов дека практично со влесувањето на бугарите во уставот ја отвориме во една врата на една многу мора да се искаже решение. Што треба да правиме? Треба да се изолираме, нека каже. Не каже, ја барам решение. Ја понудив решение. Нека каже Виктор. Затоа што колку ние да се и наетиме со бугарите, знаете ли дека во последните 2 години трговската размена расте. Оваа година може би над 1,5 милиарда ќе биде таа размена. Заради рударството, меѓу другото, во најголем дел, што он цело време го споменува. И нека каже нешто за Аце Лукас, после, пошто споменува... Ќе разговарам, господин Николовски, поглед. За бугарите во устав или за реформите? Тоа се две... И за двете. Различни и слични теми. Оваа власт дојде со тенденција, критикувајќи минатата, дека немало реформи, и дека кога тие ќе дојдат на власт, ќе почнат со реформи и дека на тој начин ние на брза лента ќе станеме членка на Европската унија. Ги памтим изјавите на сегашниот лидер и премиер дека тоа така ќе се случи. Очигледно извештајот последниот на Европската комисија вели дека реформи нема. И тоа токму во оние области за кои што најмногу критикува и поради што народот им даде доверба. Дека минатата власт била криминализирана, немало реформи и така натаму. Значи, еве година и поминува, ми се чини, слободен ќе бидам да кажам, дека ова влада е можеби најлошата од сите досегашни влади. Полоша дури од минатата на СДСМ и полоша дури од она на Никола Груевски. Од што ги влечете ваквите заклучоци? Ги влечам заклучоците од сите аргументи. Значи, од сите аспекти на живење, ние не гледаме ништо ново. Тоа што оваа влада сега го работи, ги работи оние проекти кои што СДСМ не ги направи или ги направи, како сакате. А зашто беа критикувани? Освен Бехтел и Енка и железничката пруга кон Бугарија. И 7 милиарди евра. И 7 милиарди евра заем. 7 милиарди не е заем.
проекти со кои што ќе се изработат железници, Значи ништо патишта, нова пруга кон Бугарија. Значи, Сега не- бидеме реални. Ја поише не ги сакам од вас. Значи нема ништо. Нема ништо. Нема ништо. Тоа не е, господине Николовски, сега од денес ја у моментов и одма ќе изградам пругата. Тоа не бива таа Значи, работа. не гледаме ништо Значи, тоа требаат проекти. оригинерно што тие понуди. Освен тоа што е Не за се уфрлам повеќе. Значи, оригинерно нема Не, ништо. слободно, не. За енергетика да говориме. За 60 милиони Па за енергетика, Студентски поранешната генерал. влада која што ја браните, кажете кажуваат дека- луѓе дека треба да се рушат хидроцентрали, дека не треба да се изграда не треба да се изградат мали хидроцентрали, дали- што братот на Ченто кажал дека треба да бидат околу 300 и нешто. Дали И слушаме за чебрени галиште ќе ја прават или не? Сме слушнале нешто? После информациите колку што ги знам дека со парите од британски. Има ли кога? Каде е таа најава? Па добро, господин Николовски, тоа не е Продолжија баш со така. криминалниот проект за Бектор и Јенка продолжија. Со криминалниот проект за Исток-Запад, што беше проалбански, продолжија, така дека со тоа ќе се биле поделени. Вертикалната коридорот 10 пруга, каде се тие пари? Нема ни проект, нема ни тен, нема ништо. Цените расна, пензии нема, плати нема, реформи у здравство нема, во образование климаво, афери секој ден. Во што е новото? И контейнери Па нема. барем Никола Груевски ќе искочеше на почеток, кога имаше за него цела влада и нудеше нови идеи, нови проекти. Они сега престикуваат нешто од тоа време, ама тоа е како бледа слика на едно изминато време. Пари се согласувате? Првин, не се согласувам во некои делови, речиси со сите говорници што се тука, бидејќи во почетокот кога ги слушав двајцата говорници, Столе кажува дека одредени луѓе тука во државата, односно бизнисмени, го кочат процесот на интеграција во Европска унија. И сега замислете да не гледа некој странец или некој од некоја представништво што е кај нас, ќе мисли дека тука е држава на олигарците. Реално дека олигарците ја водат оваа држава, а не е така, бидејќи е посилена од народот, од владата која е избрана на демократски начин и на тие честните бизнисмени кои ја водат, односно кои се присутни во нашата држава, не можеме да кажеме за одредени бизнисмени кои можда не сака да влезат во Европска унија бидејќи се научиле во минатото да кријат данок, но на крај на краиштата ова влада тие луѓе, односно еве денеска имавме кои бизнисмени се обиделе да се здружуваат во смисла на цените по 50.000 евра им изрекле казна, тоа што во минатото не било. Кои фирми? Па не, други? Кои? 4 Дали ги големи кажа кои? ланци Кои? на продавниците, сега треба Дали ги да кажа? излезе, треба да поставате прашање до агенција за, односно до дирекција за Ама ја Не е така. смислено ја Не е кажа така. Сојузна стопански комори. Само Прво да е таа. тоа. Од сите 5 само Сојузна стопански комори е именувана. Ниедна и голема четири- компанија не е именувана. Па не се Како што именувани. не се именувани ниту клиниките што прави не може- операции не може без дирек- потреба. Ниедна не е Председателката на спомената. комисијата не Тоа може да е лаже транспарентно. јавно во медиумите. Тоа ќе видиме кое ќе дојде Са, време. медиумите не кажа, нити власта кажа, никој не кажува. Ние од кај да Ќе знаеме излезат ќе тие не имиња. гаѓаме. Бидејќи не може да кажуваат дека Не, не не, сме ама тоа изрекле говори казни. за поврзаност на бизнисот со политиката. Да се Тоа е разбира. Тоа во минатото го функцијата, немавме. Не е само во судство и во Да се разбираме во- дека тоа во минатото го немавме. Првин. А со што се однесува до тоа дека не е направено Во минатото нешто, го немавме. само можам да се поврзам со вас со тоа што го кажав преска цело време. Го спомнавте Никола Груевски, односно периодот во Никола Груевски, како ние 7 години да не живееме во Македонија, односно во Македонија нема влада. Во таа дупка, односно 7 години од 2016 до 2024 година, како да не постоеле влади во државата. Ја реков. Вие цело време и кажувате дека на време на ВМРО ДПМН, односно кога Никола Груевски владеле, се правеле на големите проекти. А на време на СДСМ тие проекти што се завршени. Кажете ми кој еден проект кој го има завршено во време на СДСМ. 7 години. Ја реков дека не правилно. Најголемиот проект, знаеш Ја што е? реков дека Што ова е беше? полоша dio Најголемиот ДСДС. проект. Скачиле платата Најголемиот 500 евра и сите му се смеја на Заев Коречи. Најголемиот Е, проект тоа е најголемиот проект. е што игра фудбал во влада. Тоа е најголемиот проект. Не, вие сега за дуи изборите. Не, генерално ти кажам, па тоа е влада. избори. Тие беле главни во влада во минатото. Па ќе почекаме, може овие ќе играат кошарка сега. Не знаеме Ќе за видиме. влен. Нека Или се ќе- договорат кој им е лидер, па ќе знаеме која е Па може команда да се игра кошарка, но треба да се игра во игралиште. Тоа што Добро.
Кривична пријава може на бизнисмените не може да ме ограничат да не работат во држава. Што значи дека треба да ги делиме Може сега за новинарите вака едно ливче од и така 2019. натаму. Не, од Не, 2019. може ли ова за Европа? Не, чекај, а дојдат до тоа. Чека, само еден по еден, вамувам дека не се... Допнам некој са. Не, вака. За новинарите. PR услуги и маркетинг, да не го именувам, бидејќи ви е ваш колега. Кажи го овака, не чини се. 297.000 денари. Скопје, Север Аде, Скопје, председател на надзорен одбор Роса Талеска, 06.2019 година. Илирика Инвестмент Аде, Скопје, Васко Митев. Чека, што е тоа што читате? Ова е договори кои што се однесени во телевизијата кај Боки 13 Наравно Тредичи од страна на вашиот колега кој што експресно доби документ за може да чита државни тајни и строго доверливо. Кој е тој бе? Толку Столеномов? Не, кој е? Столеномов не. Кој е? Мишко Иванов? Не, кажи го кој е са, што Знам, вие уште викате. ми избориш. Што Остави сакате да кажете? собери храброст, Ова е ваш кажи го став, ја не и знам со ни што читате презиме. точно никако. Јас ви кажам, Не, во ред. вие имате право да донесете PR договор овде, немате. Вие сте уредник овде, така? Да. Се знае, имате директор, имате PR. Абе, Виктор, кажи јасно да те разберат Ама сите, си име и со Сакам презиме. да кажа, тоа ме интересира контекстот. Сакам да кажам. Да. Значи, на новинарите цело време напаѓаат некого, ама кога ќе дое до нивното, тогаш види се, не е така, па знаеш. Сега видите, зборите за железници. Виктор, за рударство збореше. Не, знаете Дали ли знаеш ти кој почна да прави рударство и да ги дава дозволите за рударство? кој? Кажи ти. Ве прашам, јас Не, не ти знам. кажи, сме разговарале. Кој ги отвори рудниците? И дали си за отворање на рудници или не? Јас сум за, па ја Па пишам. кој оваа држава почна да ги отвора рудници? Кој го потпиша Валјан договор? Сарачини. За Со име и презиме. За Иловица. Кој беше? Кој ги донесе канаѓаните во Канаѓаните не ги донесе тој што Па Груевски ги донесе. И тоа штите молча и не никој не се противеше. у тоа време. Така ли Валјан беше? Сарачини ги дава Добро, дозволите за Знаете што? геолошки истражувања. Дебатата Спенете само, е да... Дебатата оди. Да, себе се расшируваме за Јас џабе. мислам дека дебатата треба да држиме ниво, не сме истражувачи, не сме. зашто? Тоа е штетно. Има во државата, нели веруваш многу во судовите, во јавното обвинителство, кои треба да истражуваат за овие случувања што вие ги кажувате дека е криминал и корупција. Но пред се јас мислам дека сакам да се навратам уште еднаш во тоа дека дали влада работи или не. Значи не може вие пругата кај е пругата, па пругата да не се прави со пластики, тоа да идеме во тие во бит пазар, односно во пластичара да ги купиме пластичи и да ги врземе тие. Тоа треба значи огромен проект, тоа треба време и треба пред се пари. Ако гледате дека колку ќе се инвестира само на пругата, 1,9 милиарди евра, тие се пари треба да ги најдеш од некаде, така што ова влада, не сум портпарол на влада, да не мислите дека Не, но јас како млад мора да имам надеж односно фактите, аргументите што ги имаш, ти треба да ги представиш. Цело време критикуваш дека не се добри. Добро. Еве, пругата што е пошта кон Ти имаш Бугарија. само ветување, ништо друго. Добро, Ако тебе ветувањето ти се аргументи, што? онда не знам како експерт си. Ти си политиколог. Немој да паѓаш подоле од тоа. Не паѓам. Знаете Аргументите зашто? се кога ќе видиме фактичка ситуација. Во А минатото- ветувањата за година и пол ова и ова ќе направиме со 5 милиарди позамина, ништо нема. Не знам кај гледаш дека има. Господин Николовски. Ние сме се соочеле, Господин Николовски. Сад да завршам. Само се извинувам. Да, добро. Ние сме се соочеле, односно сум бил гостин неколку пати во твојата работна позиција порано со телевизијата на тој што играше фудбал. Така што цело време ги имавте тие тези со други аналитичари, ниту една теза не излезе. Ама буквално ниту една. која е Во минатото и пред изборите и после изборите. Така што јас имам кредибилитет бидејќи моите анализи што ги правам се точни. Барем се прекажа И моите. точни. Да, добро. Може да ги вратиме. Тие сите се снимат и може да ги видиме. А во смисла на инвестициите не се прави туку така, да се смени државата за една година, 2 години, 3 години. Но проектите За колку? Па еве, пример, За колку мандати од треба Никола на влада? Груевски, еве, преска го спомнете Никола. Од време на колку Никола години Груевски треба тако? до 2024 колку автопат имавме до Охрид? Колку километри? Абе, Вицо, Не, колку километри дали кажи, го бе? гледаше ти Вицо Не, за колку имаше и колку има сега? За автопатот до Охрид, дали го гледаше? Абе, Двајца баби оставете- дедоси. остави го од кога се Вицот. Познавте вие? Дали си се Па возиш кога за бевме Охрид? млади, вика, Ама тоа. овори се возиш? Како? Се вози за Охрид. Се возам на етапи. Не, рати. на тебе, тогаш колку етапи имаше? чекај, кој- Не, во минатото колку етапи По имаше? чие минато на Груевски или Не, на на
А пред тоа? Абе остави го тоа сега. Сакам. Па и порано, па имал повеќе автопати граден во минатото. Да видиме сега колку ќе се изградат. Па да Ниту видиме. еден километар автопат не е изграден. Љузим. Ниту еден. Ти може да Ајде, чекаш кажи. да видиш. Еве, ќе ти кажам еден пример. Јас многу Слушај, еден чекам да пример. видам. Еден не пример. видам. А Ќе ви ти кажам еден чекај, ја пример. не викам да не видиш. Ве замолам, сакувам. само еден пример. Јас одам на кај Штип, или во Источна Македонија, или во Закуманово. Се имал двајца министри во минатото владата, а едното е бил и министер за транспорт. Јас знаеш обиколницата што е на кај Куманово? 7 години поминала тоа со дупки. Требаше да дојде ВМРО да помине и да ја прави таа обиколницата. Кај се приклучува за Куманово. Двајца министри од тој регион си патува секој Божи ден во Скопје, а еден министер за транспорт. И го секој ден си помина низ дупките. Нема да Требаше еден факт и навлечеш- аргумент. Нема да ме навлечеш, да ја да кажам сега. што направи Е сега. И оставам сега. на нивните кои ќе Добро. ги викнат од Ама не ДСД. кажи Пензијата- факти, аргументи, Пензијата ти се просто покажи. Ти можеш да збориш за ВМРО, Пензијата колку ти се сакаш. покажи за 7.000 денари. Не, За колку ти се покажи? за многу помалку. За колку? Па за 2,5, 2,5, Па ја ќе ги стигне, 1000. ќе ги стигне со регуларното покачување на пензијата. Па сега ми скрати 800 денара. Па добро, И ве сега кажи, пак ќе ми скратат еве 800 кажи денара. во, Тоа еве се кажи во минатото колку 1600 ти се денара. покача за сега. Еве, Па не сум 100 години, 2 години сум Абе, добро, пензија, како да добро, ви бе, кажам сега? кажи, пред 2 години колку Добро, ти се ајде. покачил? Знаеш ли која ми е пензијата прво? Не знам колку ти е. Па како се- Предпоставувам дека но Колку? не знам колку. Ама нема тука веќе јавен знаме интерес колку ти е кој купува пензија. пензијата, Битно. никој не Не, интересира. многу е важно Ајде, колку ти е малку. покажа. Не, па битно е колку пензија Па ти си се покачил минимално за околу 30%, минимално ти се покачил. Си извинувам, Грозданов, ајде, може ти од Да, ама има еден друг проблем. Ајде. Кај нас што се случува? Имаме работи кои што ги нема никаде во свет. И економски се нелогични. Не може минималната плата, висината, да биде иста, речици, ако не е веќе иста, со просечната пензија. Тоа го нема никаде. Што вие ги кажувате дека е криминал и корупција. Но пред се јас мислам дека сакам да се навратам уште еднаш во тоа дека дали влада работи или не. Значи не може вие пругата кај е пругата, па пругата да не се прави со пластики, тоа да идеме во тие Ќе дојдете во до мојата бит пазар, односно во пластичара да ги купиме пластичи и да ги врземе тие. Тоа треба значи огромен проект, тоа треба време и треба пред се пари. Ако гледате дека колку ќе се инвестира само на пругата, 1,9 милиарди евра, тие се пари треба да ги најдеш од некаде, така што ова влада, не сум портпарол на влада, да не мислите дека Не, но мислам дека- јас како млад, апсолутно со јас како господин млад, Фарис. јас како млад Тоа е мора факт. да имам надеж, односно фактите, аргументите што ги имаш, ти треба да ги представиш. Цело време Кои критикуваш дека не се добри. кои Добро. аргументи? Еве, пругата што Кој е пошта кон Ти имаш Бугарија. само ветување, ништо друго. Добро, Ако тебе ветувањето ти се Знаете аргументи, што? онда не знам како експерт си. Ти си политиколог. Немој да паѓаш подоле од Не, тоа. не паѓам. Аргументите Знаете зашто? се кои ќе видиме фактичка ситуација. Во А минатото- ветувањата за година и пол ова и ова ќе направиме со 5 милиарди позамина, ништо не знам кај гледаш дека има. Господин Николовски. Ние сме се соочеле, ние се сме Господин соочеле. Николовски. Сад да завршам. Само се извинувам. Да, добро. Ние сме се соочеле, односно сум бил гостин неколку пати во твојата работна позиција порано, со телевизијата на тој што играше фудбал. Така што цело време ги имавте тие тези со други аналитичари, ниту една теза не излезе. Ама буквално ниту една. која е Во теза? минатото и пред изборите и после изборите. Така што јас имам кредибилитет бидејќи моите анализи што ги правам се точни. Барем се прекаже И моите. преточни. Да, добро. Може да ги вратиме. Тие сите се снимат и може да ги видиме. А во смисла на инвестициите, инвестицијата не се прави туку така, да се смени државата за една година, 2 години, 3 години. Туку за Но колку? проектите, За колку? па еве, пример, за колку мандати од треба Никола на владата Горевски, да- еве, преска го спомнете Никола. кажи Овреме на колку Никола години Горевски. треба тако? До 2024 колку автопат имавме до Охрид? Колку километри? Абе, Вицо, Не, дали не, го- колку километри дали кажете? го гледаше ти Вицо Не, за колку имаше и колку за- има сега? За автопатот до Охрид, дали го гледаше? Абе, Двајца баби оставете- дедовци. остави го кога Вицот. се познавте вие? Дали се па возиш кога за бевме Охрид? млади, вика, Ама тоа. ово Риси Ти- се возиш? Како? Се возиш за Охрид? Се возам на етапи. Не, На рати. на тебе, тогаш колку етапи имаше? чекај, кој- Не, во минатото колку етапи Од имаше? чие минато на Груевски или Не, на SDS? А пред тоа? Абе остави го тоа сега. Сакам. Па и порано, па имал повеќе автопати граден во минатото. Да видиме сега колку ќе се изградат. Па да Ниту видиме. еден километар автопат не е изграден. Љузим. Ниту еден. Ти може да Ајде, чекаш кажи. да видиш. Еве, ќе ти кажам Јас- еден пример. Јас многу Слушај, еден чекам да пример. видам, Еден не пример. видам. Ќе А ви ти кажам еден чекај, ја пример. не викам да не видиш. Ве замолам, посакувам. само еден пример. Јас одам на кај Штип, или во Источна Македонија, или во Закуманово. Се имал двајца министри во минатото владата, а едното е бил и министер за транспорт.
Ја знаеш обиколницата што е на кај Куманово? 7 години поминала тоа со дупки. Требаше да дојде ВМРО да помине и да ја прави таа обиколницата. Кај се приклучува за Куманово. Двајца министри од тој регион си патува секој Божи ден во Скопје, а еден министер за транспорт. И го секој ден си помина низ дупките. Требаше еден факт и аргумент. Нема да ме навлечеш, неа да кажеш што направи СДС. сега. И останува нивните кои ќе ги викнат од СДС. Пензијата ти се Ти покажи. можеш да збориш за ВМРО, Пензијата колку ти се сакаш. покажи за 7.000 денари. Не, За колку ти се покажи? за многу помалку. За колку? Па за 2,5, Па ја ќе ги стикне со регуларното покачување на пензијата. Па сега ми скрати 800 денара. Па добро И ве сега кажи. пак ќе ми скрати Еве 800 кажи денара. еве кажи во минатото 1600 колку ти се денара. покача за сега. Еве. Па не сум 100 години, 2 години сум Абе добро, пензија, како да добро ти ве кажам сега. кажи пред 2 години колку ти се покача? Знаеш ли која ми е пензијата прво? Не знам колку ти е. Па како се- Предпоставувам дека но Колку? не знам колку ти е. Да, ама нема тука веќе јавен знаме интерес колку ти кој е купува пензијата. пензијата, Битно. никој не Не, интересува. многу е важно Ајде колку ти е малку. покажа. Не, па битно е колку пензија Па ти земам. се покача минимално за околу 30%. Минимално ти се покача. Ти извинувам, Грозданов, ајде, може ти од Да, ама има еден друг проблем. Ајде.